Добар ден на сите, почитувани господа Артан Груби, Славица Грковска, Фатмир Битики, заменици на председателот на владата, почитувани министри, почитувани представници на председателот на Републиката, почитувана господјо председател на Уставниот суд, почитуван јавен обвинител на Република Северна Македонија, почитувана председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата, почитувана заменик народен правобранител, почитувани екселенции, членови на дипломатскиот кор, почитувани представници на партнерските служби, драги колеги, дами и господа. Дозволете ми најнапред, во моje лично име и во име на вработените, да ви посакам срдечно добре дојде на одбележувањето на 1 септември, денот на Агенцијата за национална безбедност. Важно е што сме денеска во толку голем број овде. Исто како што е важно што годишнината од основањето на агенцијата ја прославуваме со многу позитивни резултати. Тоа е најдобар доказ дека ги постигнуваме целите на реформирањето на безбедносните служби и го издигнуваме меѓуресорското работење на нивото долично за една земја членка на НАТО. Денес, кога ја одбележуваме третата годишнина од основањето, со задоволство можам да констатирам дека Агенцијата за национална безбедност продолжува со успех да се носи со предизвиците кон националната безбедност, независноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, уставното уредување и основните права и слободи на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот. Во изминатиот едногодишен период посветено работевме на финализирање на отпочнатите реформски приоритети со целосно почитување на уставната и законска рамка и со доследна примена на високите НАТО стандарди, потврдувајќи репутацијата на професионална, независна и отчетна институција. Постигнувањата на агенцијата пред се должат на нашата стратешка заложба за развој на нашите капацитети, како кадровски, така и технички, заложба на која ќе продолжиме да работиме и во иднина. Агенцијата станува пример за симбиоза на искуството на колегите со долгогодишни кариери и енергијата на младите и способни луѓе, а тоа е секогаш успешен рецепт за напредок. Како релативно млад сервис, особено внимание посветивме на кадровското обновување на составот. И во овој контекст нескриено е задоволството од брзото и успешно вклопување во работните процеси на првата генерација селектирани припадници од редот на најдобрите студенти на македонските универзитети. Не помалку важни беа мотивираноста, посветеноста и професионалниот ангажман на вработените, па од тука инвестирањето во нивниот личен и стручен развој останува еден од нашите приоритети. Преку напредување на знаењата, вештините и компетенциите на вработените се носиме рамо до рамо со современите безбедносни текови. Во изминатиот период бевме сведоци на турбулентни општествено-политички промени на внатрешен, регионален и глобален план, кои резултираа со зголемени ризици и закани по националната и меѓународната безбедност. Се соочивме со воена инвазија за која демократскиот свет сметаше дека е оставена во минатото и од чии грешки се учеа лекции. Руската инвазија врз Украина предизвика сериозни импликации во повеќе сфери и на повеќе нивоа, на што не остана имуно ниту македонското општество. Во тој контекст е и справувањето со дезинформациите и хибридните действија кои остануваат во фокусот на нашето внимание, имајќи го предвид разорното и деструктивно дејство и долгорочните последици врз демократските процеси. Нашата стратешка определба за интегрирање во Европската Унија и потребата од носење на компромисни политички одлуки беше искористена како повод
на деструктивните сили кои се обидоа да ја нарушат стабилноста и безбедноста. И токму, благодарение на таа одлична меѓуресорска координација и соработка, овој обид остана токму тоа, само обид. Токму поради ова, напоменав на почетокот на ова моје обраќање дека е важно што сме тука и што сме заедно. Професионалните стандарди и оваа соработка секогаш ќе бидат надмоćни врз било кој деструктивен обид, чија цел е тоа да се разниша. Агенцијата успешно одговори и на други безбедносни предизвици, од кои добар дел беа од транснационален карактер. Спречувањето на илегалната миграција и делување на организирани криминални групи, обезбедување на безбедносен прифат на цивилното население од Авганистан, спречување на одделни случаи на шпионажа, хибридни закани и пропагандно делување во насока на поттикнување одредени несакани процеси и дестабилизација, беа дел од нашата активна секојдневна работа изминатата година, со која се обезбедуваше стабилноста и безбедноста на граѓаните. Почитувани присутни, кога станува збор за спротивставувањето на современите предизвици, би сакал да потенцирам дека во нашата мисија не сме сами. Глобалноста на заканите налага заеднички меѓуинституционален и меѓудржавен одговор. Тоа подразбира одржување на високо ниво на координација на безбедносно-разузнавачката заедница во земјата, на ниво на сите сојузници во НАТО алијансата, како и со партнерските безбедносни служби од земјите членки на Европската Унија. За крај, дозволете ми да заокружам. Клучот на успехот е во напорната работа, посветеноста и одлучноста, независно од пречките и предизвиците. Достигнувањата на една организација се резултат на заедничкиот напор на секој поединец, тука и на уште многумина, без чиј труд не би говореле со толкава гордост на денешната прослава. Од тука, дозволете ми уште еднаш да го честитам денот на Агенцијата за национална безбедност и да го искажам моето уверување дека сме на вистинскиот пат. Раснеме во уште посовремена и модерна агенција, која видливо е вистински столб на безбедноста на македонската држава. Ви благодарам на вашето внимание.